Благодарам, почитуван потпредседателе, почитувана јавност, почитувани колеги. Колешке Марија, ако имате да кажете зошто е добро да има минимална плата, тоа е добра дискусија. Ако имате повеќе аргументи тоа да го докажете, дискусијата е уште подобра. Ама вие да зборувате за човек кој што не е присутен, не е пратеник, од него не зависи дали ќе има минимална плата или не, е доказ дека сте земале збор ради збор, колку да помине времето. Ставот на опозицијата е многу јасен и гласен. Дека во Република Македонија добро е да има повисока минимална плата. И тоа никој не го спори. Но немојте да ги поставувате работите онака луцидно и да наметнувате квиз прашања од типот ако ти зборуваш повеќе за минимална плата, не си за минимална плата. Легитимно е, господа Георгиевска, ние сме заедно во Комисија за финансирање и буџет. Легитимно е се запрашате, неспособни што ги гласате во влада, зашто парите за бизнис секторот ги подјадува со гасната криза? Зашто не направија ребаланс на буџет? Дали вие мислите дека е доволно 13 милиони евра помош на приватниот сектор? Дали мислите вие дека е добро да ги извадите средствата предвидени за ковид за предпријатијата и да ги ставите во гасна криза, тука да остане празно? Очекувам од вас покрај тоа, бидејќи немате доволно аргументи за минималната плата, што е окей, тоа ништо не е лошо да си го кажете. Очекував тука да слушнам дали е нормално тоа што вчера на 21 февруар гласавме пети пакет на мерки кон граѓаните. Тоа се истите тие граѓани кои што лани на 21 февруар ги манипулиравте овдека во собранието. Нели мислите дека треба малку да имаме посериозна дебата? Нели овој пленум треба повеќе да дискутира? Нели граѓаните треба да знаат кој за што се залага во оваа држава? Зошто не сте доволно доблесна да кажете дека сме држава со највисока инфлација? Дека сме држава во која што инфлацијата започна пред онаа да започне во еврозоната? Зошто не кажувате дека денес, во моментов, имаме повисока инфлација од таа што во еврозоната? Зошто на крајот, почитувана Георгиевска, не кажете дека секој еден кој што лани земал минимална плата од 15.000 денари, од април ќе зема 18.000 денари и нема да почувствува подобар живот, бидејќи инфлацијата му ги јаде парите? Нели мислите дека е фер да кажеме од ова не собираме политички поени, ова ќе биде своевидна алиментација за луѓето кои што работат, да не живеат во тешка сиромаштија, бидејќи е испод секое достоинство да работиш и да живееш во тешка сиромаштија? Тоа се прашањата кои што јавност сака да ги слушне за кредибилноста на парламентот, а не за некои трети лица овдека да зборувате за да пополните времето. Благодарам. Контрреплика, пратеничка.